Автомобилскиот спорт во Македонија е на маргините на случувањата, но кога ќе се чуе дека некој се пробива во странство, тоа е вистински куриозитет. Покана денеска во нашето студио има Ристо Вуков Рико, кој повеќе години успешно се надпреварува надвор од нашата држава. Рико, добре дојде во Автомагазин. Срекни сме што пред неколку дена објави една убава вест, а тоа е дека од италијанскиот кариера шампионат, односно куп, се селиш во Порше Супер Купот. Да, ви благодарам за поканата. Чест ми што сум ваш гостин. Да, како што напоменавте, после три, ајде да кажам, последователни години во италијанскиот Порше кариера Куп Италија, решивме на еден чекор напред, односно тоа е еден исчекор, можам да кажам, огромен, споредбено со италијанскиот шампионат, односно во светскиот Порше Супер Куп. Која е разликата од италијанскиот шампионат и Суперкупот на Порше? Така, значи, конфигурацијата на автомобилот, да кажам, е буквално иста. Едина разлика е околу издувниот систем, која буквално не придонесува за никакви перформанси плюс. Буквално возилото е исто, штелките, односно можностите за сетап на возилото се генерално исти. Големата разлика е се нормално патеките на кои ќе возиме, односно се вози цела Европа, додека во италијанскиот се вози само италијански патеки. И конкуренцијата. Конкуренцијата е неспоредливо на повисоко ниво. Иако дел од возачите во кои возев јас во италијанскиот шампионат возат веќе неколку години во Суперкупот, сепак, например, ако во италијанскиот шампионат сме биле 35-40 возила, последните, ајде да кажам, до 25, 25 возачи биле на некое си пристојно ниво, иако и тоа за мене е реално многу високо ниво. Додека во Суперкупот, од првиот до последниот се буквално, што би рекли, high level. Нема утка, никој не е Суперкупот шампионат кој што може некој да дојде да си ја проба среќата па да си отиде. Овој Суперкуп и воопшто автомобилистичкиот спорт се извонредно скапи спортови. Како се снаоѓаш со финансиите? Кој те поддржува? Дали тоа паѓа на терет на тимовите или мораш и ти сам да партиципираш? Така, интересно е што тоа баш ќе го напоменам, за сите луѓе, ајде да кажам од публиката, мислат дека возачите се, да кажам, сапортирани имаат сапорти, односно поддршка од тимовите, односно се тоа начин на спонзорство. Значи, секој возач со себе носи спонзори. И тие се оние кои му помагаат да се развива во понатамошната кариера. Нормално и тимот во Суперкуп во кој настапувам има своји спонзори кои се сапортираат во некој дел, но тоа воопшто не е доволно. Така да, што се однесува до мене, овие 3 години, можам да кажам, стои Агенцијата за млади спорт ми е од огромна поддршка, како и делот некои спонзори. Реално за светскиот, за Суперкуп ќе ми треба многу поголема поддршка, финансиска поддршка, која искрено се надевам дека ќе ја соберам, затоа што Суперкупот е и голема шанса за спонзорите, и за Македонија, и за сите спонзори да се рекламираат буквално за време на Формула 1. Така да мислам дека е шанса која не треба да се испушти од нивна страна. Твојата тркачка кариера започнува од најраната младост. Чинам 6-7 години имаше кога седна во картинг прв пат да возиш. На таа возраст обично децата почињаат да возат велосипед или да учат да скијаат. Така е. Како се инфицира со овој вирус? Па така, значи, како што кажавте, од мал го сакам, ајде да кажам, мирисот, ајде, на тие високи октани. Уште 6 години почнав со картингот. Неколку, ајде да кажам, шампионски титули во Македонија. Тогашно време Србија и Црна Гора беше вице шампион на Бугарија 2 пати европски шампион на југоисточна европска зона
и единствен учесник 2009 година на светското првенство во Италија, каде што има можност да возам, тогаш возевме во иста класа со сегашни Формула 1 возачи, со Карлос Саинц, со Пиер Гасли и уште еден беше, не се сеќавам. Така да ете, тоа е тоа што сакам да кажам, многу е битна поддршката од спонзорите или од државата за да се стигне. Во тоа време сме биле буквално на исто ниво, дури јас бев пред нив. Значи, буквално се сеќавам како беа резултатите, да не беа далеку позади. Но тоа се сплетна околности на кои можеме и не можеме да влијаеме. Порше Суперкупот е под ингеренции на Формула 1. Се вози како warm-up, како загревање пред Формула 1. Исто така, многу возачи кои настапувале во Порше Суперкупот сега ги гледаме во Формула 1. Кои се шансите да влезеш во Формула 1? Или да стартуваш со отворени тркала, така наречени? Па да бидам искрен, шансите се реално многу мали, затоа што може тоа да се развива во состојба на помош на развивање на некои работи во делот Формула 1. Но да бидам реално возач на Формула 1 веруете ми многу тешко и можам да кажам и касно. Јас еве имам 28 години. Ако гледаме Формула 1 возачите младите имаат по 20-21, така да од тој дел сум малку скршнат. Значи патот е картинг, Формула 4, Формула 3, сега поново Формула 2, па Формула 1. Но сум среќен што ќе бидам ајде да кажам на некој начин рамо до рамо со нив, ќе има можности да ги запознам дел од нив, така да ќе биде доста позитивно и доста интересно како и за мене, така и за нашата земја. Порше Суперкупот се вози со Порше GT3 возила кои имаат околу 570-580 конски сили, но немаат никаква електроника. Кој е тој предизвик сега? Без никаква помош на електрониката да се управува извонредно моќно ауто кое е тешко за контролирање. Така, значи, како што напомена, исто и во италијанскиот буквално возилото, конфигурацијата на возилото беше иста, буквално без едина разлика е што во Италија возевме со првите 2 години со систем за антиблок систем, односно со ABS, додека оваа година во италијанскиот шампионат и во Суперкупот се вози генерално од секогаш без антиблок систем, кој е голем предизвик за мене во смисол за да ајде да кажам за да кочиш без ABS буквално треба многу тренинзи, затоа што шансата да сгрешиш е минимална. Буквално малку поголем притисок на педалата за газ може да доведе до блокирање и за разлика од Формула 1 гумите се трошат моментално, односно предните гуми се трошат, односно ајде да кажам, се уништуваат многу брзо, така што е таа грешка недозволива. Поради тоа се потребни многу тренинзи кои ќе ги имам, таков ни е, да кажам, договорот со тимот, односно без тренинг не може ништо. Така да можам да кажам дека во Суперкупот успехот или врвот, да кажам, до победа е само тренинг и ништо друго. Додека, пример, многу од колегите во Суперкуп возат напоредно и Суперкуп и германскиот шампионат, кој е исто така, Порше Дојчланд, кој е исто така, можем да кажем, на енормно високо ниво. Сега достигна едно високо ниво во твојата кариера. Кои се твоите визии за понатаму? Ти рече дека си можеби стар за Формула 1, но далеко си од стар за да продолжиш кариерата во шампионатите. Така, значи ова ми било искрено од кога започнав, кога се одредив, ајде да кажам, во кој начин ќе одам, дали ќе одам со возилата и со ГТ возилата или погон на предни тркала, затоа што имав можност да го искусам и тоа. Се одлучив токму на ова и ми беше целта Порше Суп, односно да бидам до Формула 1. Тоа ми беше визијата. Да бидам искрен, би сакал да се задржам во овој шампионат барем 2-3 години, каде што ќе стекнам многу пријателства, ќе ми се отворат реално многу шанси. Не постои возач во светот кој не возел
на кого да прашате или кој да кажа дека возел Суперкуп, тоа е буквално голем респект за него. Можностите да бидам тез возач, тоа ми е целта, да бидам тез возач дали на брендот Porsche или на некој од другиве брендови како што е Lamborghini, Ferrari и така натаму. Тоа е едно од мојата идеја, односно како би сакал да ја завршам кариерата, како некој нивни тез возач. Добро. Рано е да се збори за завршетокот на кариерата. Јас ти посакувам многу успех во престојниот Porsche Суперкуп. Тој стартува некаде во мај во Имола. Така, првата трка мај Имола. Првата трка, а до тогаш се надевам дека големите македонски компании ќе ја разберат можноста за интернационален настап и да те подржат и финансиски, не само морално. Така, ти благодарам уште еднашка за тоа. Се надевам дека ќе ја представам земјата, Македонија ќе ја представам во највисоко ниво и да се радуваме сите заедно.